Како најавата и рекламите, време е за вестите. Денес е светски ден на менталното здравје. Колку сме под стрес и зошто? Стресот да не се елиминира со диазепам, советуваат лекарите. Тој не може да се елиминира, но постојат начини како да се превенира. Лекувајќи го телото, забораваме на емоционалното здравје. Брзиот ритам на живот, стресните ситуации придонесуваат за нарушување на менталното здравје. Политиката, безпарицата, невработеноста, како и други обшествени појави, се причина за се почести нервози, тврдат штипјани. Највеќе кој ми нервират партиите сега. И Груевски и Заев. И ко се нервира што правиш? Ништо не правам. Тие се лекови. Ништо, само се нервирам, ништо друго. Оти нема своje ја. Па од кучината, сегде тука кучина надвор во двороите, во куќите, секоја две куќи кучина држат. И последниот извештај на Фондот за здравство покажува дека македонците се зависни од диазепам. На ранг листата за непрепишувани лекови, диазепамот се наоѓа на второ место. Односно, само за првите 6 месеци од минатата година биле издадени 502.105 рецепти. Најчести жртви на средствата за смирување се луѓе од 30 до 50 години, во најефективниот период од животот, кога влекуваат максимално професионално во своите обврски. Стресот е секојдневие, смета големиот доктор Методи Чепреганов, советувајќи дека стресот не може да се елиминира, но затоа пак може да се превенира. Може да го превенирате. Значи, го гледам X човек кој не ми е симпатичен. Нека биде новинар. Гасам телевизорот. Значи, не сакам да ја примам стресогената информација. Оти знам дека ќе каже нешто против мојата екзистенција. Да ми разбирате, тоа е превенција, да избегавате такви состојби што ќе го возбудат вашиот организам, ако сте во состојба. А сега, реакцијата на тоа што сте го примили зависи од зрелоста на личност. Зависи колку е една личност зрела, созреана на психолошки план. Анализите покажуваат дека младите се почесто имаат проблеми со душевниот мир, така што е потребно да обратат поголемо внимание, некако што психолозите го нарекуваат, на сопствената умствена хигиена. На патиштата на истокот се уште несигурно. Викендов регистрирани се 5 сообраќајни несреќи и исто толку повредени. 2 во Штип, толку и во Кочани и една во Виница. Нови 5 сообраќајни несреќи се пријавени во полицијата само овој викенд. На улицата Брегалничка во штипската населба Македонка, возачот Куманово со возилото Сеат Ибица удрил во зидот на надвозникот, се здобил со телесни повреди. 71 годишен штипјанец е повреден откако доживеал сообраќајна несреќа на 10-тиот километар на патот Штип-Радовиш, во која учествувало и непознато товарно возило, информираат ЦВР Штип. Во Кочани е повреден 74 годишен велосипедист. На крстосницата меѓу улиците Роза Петрова и Мородвишка Епископија бил удрен од воzač на Рено. Втората сообраќајка во Кочанско е регистрирана на патот Зрновци-Кочани, кај Грдовци, во која повреден е 30 годишен кочанец, кој е транспортиран на клиниката во Скопје. Во Виничко на критичната локација Преварец се судриле скопско возило Citroen и BMW со бугарски национални ознаки. Повредена била сопатничката во Citroenот. Минатата недела во Штипско загина велосипедист, загина и пешок во Делчево. Се случи и тешка сообраќајка на 22-тиот километар на магистралниот пат Штип-Радовиш, во која учествуваа патничко и товарно возило влекач. Потешко беше повреден возачот во Мерцедесот. Пешачката патека покрај Брегалница повторно мета на вандалите. Искршени се канделабри, а оштетен е голем дел од урбаната опрема. Јавното предпријатие ИСАР знае кои се вандалите, благодарение на видеомониторингот. Викендов несовесни граѓани повторно направија огромна штета кај пешачката патека покрај Брегалница во Штип. Сето она што јавното предпријатие ИСАР заедно со локалната самоуправа го инвестира за доброто на граѓаните, некои вандали се обидуваат да го уништат, но јавното предпријатие ИСАР веќе ги знае сторителите.
Ние макотрпно работевме и направивме безброј проекти во овој град, се со цел да граѓаните на град Штип се чувствуваат удобно, да се чувствуваат дека живеат во вистински град. Меѓутоа, како што и сами знаете, изминатиот викенд на пешачката патека несовесни граѓани повторно ни нанесе огромна штета. До сега вкупната штета изнесува 600.000 денари од кога постои патеката. Повторно беа искршени сите силици на патеката, беа фрлени во реката Брегалница сите корпи за отпадоци, беа уништени сите дрвца. Ние како јавно предпријатие поставивме повеќе камери и веќе пробуваме и дел од сторителите се познати, ќе сносат одредени санкции. Сакаме да апелираме до сите граѓани на град Штип, несовесни граѓани кои што ги сметат доброто, дека не е добро тоа што го прават, а ние како јавно предпријатие заедно со градоначалникот ќе продолжиме и понатаму да градиме, ќе продолжиме да го направиме Штип оно што заслужува да биде вистински центар на Источна Македонија. Благодарение на ажурноста на јавното предпријатие ИСР, пешачката патека покрај Брегалница е повторно доведена во лична состојба. Санирана е поголем дел од штетата. Сето што беше уништено, 80% веќе е санирано. Значи комплетно се поставени нови канти за отпадоци. Искршените канделабри каде што имаше доле каде што беа осигурачите се поставени затоа што мали деца може да дојдат да ги фати струја, повторно ги затворивме. Скршените силици денови веќе бидат обновени и се надевам дека ова ќе биде последен пат, затоа што веќе дел од сторителите ги знаеме. Се надевам дека нема да се повтори. Боџиев нагласува дека случајот со вандалско однесување е прв кој што јавното предпријатие ИСР успеа да го реши благодарение на видеонадзорот и благодарение на информациите на совесните штипјани. Ретките болести се следната тема во ова издание на вестите. Цистична фиброза да влезе во буџетот за ретки болести, а истовремено институциите да создадат регистер кој ќе даде точни информации колку граѓани во државата се соочуваат со ова заболување. Бара Сдруженијето за цистична фиброза, поради тоа што е ретко заболување, добар дел од потребната терапија пациентите на илегален начин ја внесуваат од странство. Болеста цистична фиброза да влезе во списокот и буџетот за ретки болести, а истовремено да се создаде и регистер кој ќе даде точни информации колку граѓани во државата се соочуваат со ова заболување, бара Сдруженијето за цистична фиброза. Најголем проблем со кој се соочуваат е симптоматолошкиот третман. Голем дел од пациентите се принудени на илегален начин да внесуваат лекови од странство. Во третманот на болните со цистична фиброза потребно е да влезат преку 80 формули на лекови. Се разбира не за сите пациенти во исто време, но тие лекови не се регистрирани во нашата држава, најголемиот дел од нив. Со самото тоа тие не се ниту достапни, уште помалку бесплатни за болните со цистична фиброза. Родителите до сега ги купуваа, тие што имаа можност финансиска од странство, ги внесуваа во земјата на различни начини кои што се разбира не се легални, бидејќи станува збор за антибиотици. Неофицијално во државата има околу 100 пациенти со цистична фиброза. Пред извесен период беше донесена одлука пациентите заболени од ова заболување да можат да земаат и социјален надоместок. Од Сдруженијето ја поздравуваат одлуката, но велат дека предходната состојба многу семејства кои имаат болни се донесени на работ на екзистенцијата. Болните со цистична фиброза имаат зголемена потреба од внес на калории во текот на денот. Зборуваме за секојдневната исхрана која што треба да биде зголемена за 150 до 150%. Потоа имаат трошоци кои што преизлегуваат заради потребата од регуларни месечни потреби во Центар за цистична фиброза. Значи тука се трошоци за патните трошоци. Понатаму тие имаат потреба од чести хоспитализации, долготрајни хоспитализации. Цистична фиброза е мултисистемска болест, предизвикана од генетско нарушување. Иако се смета за ретко заболување, таа е рангирана како едно од најшироко распространетите генетски заболувања, кои го ограничуваат животниот век.
Празнично, на 11 октомври, штипските ловџии ќе отворат главната ловна сезона за отстрел на сите дозволени видови на дивеч. Годинава ќе се лови на сите 8 ловишта со кои стопанисува. Очекувањата се дека ќе имаат успешна ловна сезона како и минатата година. Утре празнично на 11 октомври штипските ловџии ќе ја отворат главната ловна сезона. Стартува отстрелот на сите видови дозволен дивеч. На сите 8 терени ќе се лови зајак, дива свиња, ребица и прелетен дивеч, како и штетниот дивеч, волк, лисица и куна. Постарите и поискусни ловци во здруженијето пред почетокот на ловот порачуваат ловците да го почитуваат кодексот, законот за лов, посебно да се внимава на ракувањето со ловечко оружје. Па јас за почетокот за отворањето на ловната сезона, посебно за младите ловци им препорачувам да се однесуваат етички, да го почитуваат законот за ловство, да го почитуваат законот за носење, посебно законот за носење и ракување со оружјето. Ракувањето со оружјето е нужна потреба, зашто тоа може некој пат да биде и многу опасна работа. Пред почетокот на сезоната штипските ловџии го отворија ново изградениот ловен дом на планината Плачковица. Во насока на развој на ловот и ловниот туризам, домакините очекуваат голема посетеност како од ловците во регионот, така и гости од странство. Имаме 2 апартмана за потребите на ловниот туризам, кои ќе ги користиме на туристите кои сакаат да ловат на планината Плачковица. Така да оптимално е, квадратурата е оптимална и доволна, задоволителна. Сите ловци кои сакаат да преку зимото да ловат, ќе можат таму и да преноќеваат, да си изготват топло јадење, топол напиток и да се дружат. Ловството како хоби, спорт или рекреација не значи само освојување на трофеи, туку и грижат за бројната состојба на дивечот во ловиштата, потсетуваат од ловното здружение Ловец. Овака од секој пат се водела сметка за тоа матичниот фонд никој пат да не се наруши, него да се збогати оно што го дала природата. И во таа смисла мислам дека сегашното раководство има посебно внимание обраќа на тај сегмент од ловството. Во таа насока за прихрана на полезниот дивеч во зима, штипското ловно здружение Ловец секоја година обезбедува околу 5 тони претежно зрнеста храна, која се дистрибуира на пунктовите, вели секретарот Ване Јованов. За новата ловна сезона штипските ловџи очекуваат дека ќе им биде успешна како и лани, кога беа отстрелани 15 диви свињи, од кои 3 капиталци во реонот на Плачковица. Во организација на заедницата на Хрвати Либертас Штип со промоција на книга беше одбележена 25 годишнината од независноста на Хрватска. Во организација на заедницата на Хрвати Либертас Штип со промоција на книгата Песна на гардата на Хрватска, чиј автор е воениот аташе Ивица Матешич Јеремија, беше одбележан денот на независноста на Хрватска. На промоцијата беше присутна и амбасадорката на Хрватска во Македонија, Даниела Баришич. Evo, meni je i čast i zadovoljstvo i ponosna sam što danas ovdje... Чест и задоволство ми што сум овде во Штип и заедно да одбележиме 25 години, Ден на независноста на Хрватска, благодарение на организацијата на заедницата на Хрвати Либертас во Штип. Гледам дека хрватите во Штип живеат добро и тие имаат 2 своји земји. Она што ми е посебно драго што одбележувајќи ја независноста на Хрватска, ќе ја имаме и промоцијата на книгата Песна на гардата на Хрватска од воениот аташе Ивица Матешич Јеремија. Авторот на книгата Песна на гардата на Хрватска Ивица Матешич Јеремија со промоцијата подсетува на жртвите за независноста на Хрватска. Прво свим Хрватима во Штип. Најпрво на сите Хрвати во Штип среќен ден на независноста на Хрватска. Ова го должиме на сите кои ги дадоа своите животи за Хрватска. Во нивно име ќе го промовираме не она што јас го напишав во книгата, туку она што тие го дадоа за независноста на својата земја. Сдруженијето на Хрвати Либертас е мост за соработка на Штип со Хрватска. Истакна градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Република Хрватска и Македонија се братски, пријателски земји. Соработката со Република Хрватска е на завидно ниво. Ние како град се гордееме што во нашиот град живее една заедница на Хрватите, кои се многу организирани и даваат огромен допринос
за културниот живот во нашиот град, за економскиот развој во нашиот град. Тие се инкорпорирани во секој сектор на нашиот град. И милуме што денеска, по повод Денот на независност на Хрватска, ќе имаме овде и промоција на книга. А верувам дека денешниот настан и доаѓањето на амбасадорката на Република Хрватска ќе значи уште поголемо зближување на Штип заедно со Хрватска, но да кажам дека ние се збратимени со градот Сплит од Хрватска, така да таа соработка ќе продолжи. Секако, Либертас не застанува, ќе интензивира соработката на Штип со Сплит. Славејќи го денешниот празник ќе се надоврзам веднаш до излагањето на нашиот градоначалник. Нашата влада на Република Хрватска ни дозволи еден проект, така да во скоро време ќе го посетиме Сплит со една театарска представа, значи во скоро време заминуваме за Сплит во соработка со културниот центар Ацо Сошопо во Штип. Честа е голема да се видиме и вакви луѓе. Другото мислам дека само по себе ќе го сетат присутните вечер. Нека е среќен празникот. На промоцијата на песна на гардата на Хрватска, делови од книгата, читаше актерот Страшко Милошевски. Возачи од сите категории и посебни таблици за означување на возилата кои требало да бидат предадени во Министерството за внатрешни работи. Трето пријавената во 2 наврати изготвила лажни исправи на кои се потпишала како стручен раководител во фирмата во период кога таа не била вработена во фирмата. Со кривична пријава од Светиниколската полиција од денеска и 20 годишен светиниколчанец се товари за недозволено производство и пуштање во промет наркотични дроги и психотропни супстанци. На 3 овој месец полицијата кај него пронашла 2 пакувања со наркотична дрога марихуана во тежина од 3,95 и 56 грама, а при претресот во неговата соба под перницата пронајдени биле уште 34,70 грама марихуана. Третата кривична пријава на подрачјето на Штипскиот сектор е поднесена за злоупотреба на службената положба и овластување. Ја заработи 58 годишниот ВЦ, директор на Делчевското јавно комунално предпријатие, кој според полицијата пред 2 години без да спроведе постапка за прибирање понуди согласно законот за јавни набавки, ги искористил положбата и овластувањата и во повеќе наврати набавил стоки и услуги од правни лица во вредност од 3.739.783 денари на штета на јавното предпријатие Брегалница Делчева. Пливачите на пливачкиот клуб Челични го имаа својот деби настап на меѓународна сцена. Во конкуренција на близу 500 пливачи од 4 земји, Штипени настапија на пливачкиот митинг, што по 6-ти пат се организира во Лесковац, соседна Србија. Пливачите на Челични од Штип учествуваа на пливачкиот маратон Лесковачки победник во Србија. Тоа е прво учество на младите пливачи од Штип на едно меѓународно првенство. Тренерите и педагози Мирко Јекимовски и Методи Петров велат дека се задоволни од првиот меѓународен настап и тоа на еден ваков голем митинг. Продолжуваме и натаму, не застануваме, ќе има и нови успеси од младите пливачи. Штипските пливачи настапија во 2 категории, 50 метри краул и градно. На митингот настапија 492 пливачи од 29 клубови од Бугарија, Нов Зеланд, Србија и Македонија. Од Штипскиот клуб учествуваа 7 пливачи. Генерација 2006 година Смилјан Нашков беше 11 во конкуренција на 30 пливачи краул, а истиот пливач беше 9 од 19 пливачи градно. Матеј Трајчев го освои 20-то место во конкуренција на 32 учесници во дисциплината краул. Генерација 2005 година Антонија Андоновски 7 место во конкуренција на 31 надпреварувач исто така краул. Генерација 2004 година Иван Киров 22 место од 42 учесници и истиот надпреварувач беше 7 од 18 учесници градно. Христијан Јанков 32 место од 42 надпреварувачи во краул. Генерација 2003 Кире Главев 12 место од 20 пливачи. Генерација 2001 година Марија Ристовска 8 место од 15 учеснички исто така во дисциплината краул. Прва професионална борба и прва победа за штипски борец од клубот за боречки вештини Самурај на 4-тиот турнир Ноќ на вечните за секогаш со вас.
На четвртиот турнир во мешани боречки вештини во Велес, кој се одржа на 8 октомври, во чест на загинатите припадници на безбедносните сили кои застанаа во одбраната на Македонија, во терористичкиот напад во Куманово, ноќ на вечните за секогаш со вас, штипјанецот Мирза Сендик од клубот за боречки вештини Самурај во својата прва професионална борба во ММА го победи представникот од Босна и Херцеговина, Изет Орлич. Организацијата беше на високо ниво и е четврта поред под организација на Раде Стефановски и клубот за боречки вештини Будо од Велес. Мирза Сендик, исто така тренер во клубот за мешани боречки вештини Самурај, победи во првата рунда во втората минута со добро познатата полуга армбар. Од клубот за боречки вештини Самурај исто така порачуваа дека следната борба на Мирза Сендич ќе биде во Прилеп, доколку дојде до организација на истиот или во Република Хрватска, доколку успее да ја намали својата тежина и влезе во категоријата до 70 килограми. И на крајот на вестите пинг-понг. Изминатиот викенд почнаа пинг-понгарските возбудувања во рамките на Суперлигата на Македонија. Во конкуренција на 8 екипи од Македонија настапуваат мощне успешно и двете пинг-понгарски екипи од Штип. Екипата на Студент УГД во првото коло ја победи екипата на Младост 96 од Прилеп со максимален резултат од 5-0. По две победи извојуваа Кристијан Станојковски и Игор Саздов, а една победа запиша и Петар Костовски. Вториот штипски представник екипата на шампион ЕФА ја победи екипата на Радовиш со резултат 5-1. По две победи извојуваа Филип Младеновски и Александар Кралев, а една победа запиша и Сашко Богданов. Еде, почитувани гледачи, овде го заокружуваме ове издание на вестите. Благодарност за вниманието и имајте пријатна предпразнична вечер.